На околу 17 километри од Куманово на десната страна по течението на реката Пчиња се наоѓа селото Студена Бара. Прекрасен крајолик предел, кој во пролет крај на месец март, кога ние го посетивме, облечен во зелено руво со цветен дезен. Сонцето ја покажа својата моќ за оживување на секое растение пробудено од зимски сон. Тоа пак ги пробуди и вредните пчелки, но и жителите на Студена Бара кои побрзаа за обработка на своите ниви, да ги отворат фолиите, да отпочнат со земјоделските активности, главен извор на екзистенција на тамошното население. До селото ве води криволест асфалтен пат, а куќите, стотина на број, се претежно изградени од левата страна на патот, на брегот на реката Пчиња. Сончевиот ден кога нашата екипа беше во Студена Бара беше идеален за работа, а мештаните раскажаа како е да се живее тука, сеедно дали е стар или млад. Биејќи станува збор за рамница, пределот е идеален за засадување на пипер, зелка, домати и уште многу други земјоделски култури, по кои се претпознатливи тие. Велот пласманот е добар, Студена Бара ја бие добар глас на пазарот и во откупните центри. Производството овде важи за квалитетно и здраво. Јас сум цел живот овде ко село. Од детинство, од 17 годишна возраст сум у брак. Дечиња, 2 имам сина и керку. Со што сте ги одгледале? Со што сте се занимавали? Природно работа, со српче смо жнале, со матику смо копале, со дзевгар смо орале. Обработувале смо по 7 хектара земјиште. Природно, хранливо, што да ви кажу. Колку години имате, ако не е тајна, и што би препорачале како да се доживее подолг животен век? Види, ја препорачувам на овие младинци сега, нека биде попажливи, нека избегава од свекакви стресови, нека еде природно што може. Со што се храните ви? С храну, селску, што да ти кажеш, се што е од природу. Дали спанај, дали штавињак, дали коприва. Природен чај си пиемо, свеж воздух си живимо, ете како сек што е овој. Избегавамо стресови. Одгледувате ли сток? Сток одгледувамо, краве, телци, овце смо чувале, све тој. А сега во моментот се грижите ли за некој живот? Сега коња си чувамо, и свинчиња, и кокошке, у тој наше што е природно сакамо. Така, а во фолија што одгледувате? У фолија смо работале близу 27 години, сам работала пипер, патлиџан, спанаќ, краставице, зелку, све што е и на пазар сам носила. Продавала сам, али сак више сакам да се одмарам мои старски години. А може ли да се живее од земјоделие? Види, кој како си го работу стабилизира, како си може, ланчано да си иде, постепено да си трговуете, да си спроведуе од јесен до јесен све. Наше поле е родно, наше поле има вредност. Све нешто култура има, од А до Ш, пак ќе си живее ако сака да работи, а нема
Вашите деца се заминати од селото, каде живеат? Мои деца се у град, ама селски сака да живе. Од село мама да носи, а они да живе. Не може само да живе на градско. Не можат градот без селото, но и Не селото може, без градот. не може. Мислите ли дека некогаш може ќе посакаат да се вратат тука? Се враќаат ли младите? Па види, враќав се. Ќерка ми тамо си има куде свекра, куде треба да иде. А син ми планира и он овдека да дојде, пошто има си тамо кога да остави наследника овдека. Ќе приправи нешто како тако и па да се врати. Што да прави, не може у град све да се седи. Од големо значење за земјоделците се субвенциите кои ги земаат. Истите помагаат повторно да се вложува во производството, велат тамошните жители. Па да ви кажам наискрено многу убаво. Зошто ние имаме чиста средина, сите децата наши ни јадат здрава храна, пошто ние ја произведуваме, самите ја гледуваме, не е вештачки, не е прскана, здраво е, еколошко и чисто. Што одгледувате така? Па вака, ние се занимаваме претежно со земјоделие, садиме пипер, патлиџани, краставици, зелка, од се помалку. Може да кажем. Колку пипери патлиџани ве забележавме со камерата, вие го произведувате, најпрво го сеете, го засевате, правите расад во фолиите. Колку корени отприлика ве засадувате и колку производство, всушност колку плодови собирате? Точно така како што кажавте, видовте сами, снимавте дека ние од јануар месец, 5 јануар, ние сееме, купуваме патлиџани, семенски материјал исто така, прво ги сееме, па ги пекираме во леите, во касите, потоа таму 10 април сега веќе се спремни фолиите, направени, само чекаме време во еве како ќе не послужи да почнеме да садиме. Вака, ние садиме само една фолија патлиџани, зашто они сакат многу работа и одгледување. А пипер садиме по 7 фолии, така да со тоа се занимаваме, со првот не ми е вработен, ни јас, со свекрот и свекрвата дома работиме тоа, земјоделие. Така, не сте регистрирани земјоделци, споменавте, размислувате ли да се регистрирате па да ги користите поволностите и субвенции кои што ги нуди владата? Да, планираме наскоро тоа да го направиме, бидејќи не сме вработени, мислиме дека и така ќе имаме нешто дел од државата помош и ќе бидеме како регистрирани како луѓе кои се вработени, бидејќи нели да производите, а вака ние ги продаваме на големо. Не ги продаваме на тезгите, на пазарите, него на големо. Имате ли, задоволни ли сте од откупот? Може ли да се живее од земјоделие? Да ви кажам, искрено сме задоволни, бидејќи мојот сопруг на големо. По 15 до 20 вреќи ќе однесе пипер, патлиџани, ќе ги даде од сабајле, ќе си дојде и потоа може слободно да си работи пак во нивата. Би ве запрашала вие, освен што сте ангажирани околу земјоделието, прва и основна работа која што ја обавувате, а е најтешката функција во животот, сте мајка и тоа мајка на 3 деца. Сите се на различна возраст, ке ни кажете накратко колку се големи дечињата, како им е нив, како се снаоѓаат тие тука, имат ли одредени предности или пак негативности, бидејќи живеат, речи си, 20 километри оддалечени од градот? Да, јас сум мајка, млада мајка на 3 деца, 3 керки поточно. Колку имавте првото дете? На своји 17 години. Првото ми е прва година средно во училиште во Куманово, во НАЦЕ Боѓони. Таа е запишена на информатика, поточно компјутерска техника и автоматика. И лани ми беше ученик на генерација за 2014-2015. Сега е со сите петки, 5.00 просек и сум многу задоволна, бидејќи тоа не е
припречува да учи не е далеку, бидејќи ние имаме сега од Министерството бесплатен превоз. Си има комбе превоз од до училиште, ги враќа, ги зима, а втората исто така ми учи во Чиња, во соседното село, таа е 6 деление и таа е одличен ученик и таа си има свој превоз, ги зима, ги враќа од дома во училиште. Најмалото ми тука учи прво деление и 6 години. И сум Имате ли оној финансиски додаток за трето дете? Да, токму така. Помага ли? Да, и тоа како? Тие пари ги давам претежно за моите деца. Сега е бесплатно. Значи, многу преку. Многу, да. Ги пружам нешто малку повеќе со тие пари, бидејќи сега знаеме самите имат и бесплатен превоз, бесплатни книги, така да тие пари се само за нив и државата им дава на сите млади мајки кои имат по 3 деца и така јас си земам помош за 8300 за трето дете. Така би се нафатиле ли да чувате уште дечиња? Ви кажам наискрено, млада сум, би сакала да чувам, ама доста ми се, би сакала да се посветам, да се живи и здрави, да се посветам да работам. Имам и желба да си најдам работа, да си работам, бидејќи сум многу млада. Би сакала малку сега децата ми порасна, да се посветам на мене. Доволно ми се, само нека Би се... вложиле ли можеби во образование, има и образование за возрастни, можеби ќе исполнити таков критериум возрастна граница, па размислувате ли на тоа поле? Да ви кажам искрено, сега во последно време се мислам, би сакала да продолжам нешто, барем да си земам некоја диплома, бидејќи не имам завршено средно училиште, млада се омажив. Децата сега ми порасна, ми се одлични ученици, така да и би било убаво и мајката да има малку поголемо образование и школа, секако. Најголемото образование е животната школа, вие имате големо искуство, пред се да се одгледуваат 3 деца и да се одржува целата куќа, да се одржува земјоделие, голема обврска и можеби и 10 дипломи нема да ви бидат доволни за да го постигнете ова, нели? Точно, така е. Сега сум најсреќна и најгорда мајка, бидејќи одгледав толку прави, здрави и паметни деца. Се гордеам со нив, се гордеам, еве од најпрво, најголемото до најмалото. Втората може да кажам, завчера освои прво место на општински надпревар по природни науки. Така, значи тие се насочени кон науката, а вие кон работата и би им порачале на сите оние кои што живеат во градот, ретко наоѓаат време за себе, па и за своите деца да одат во природа, да излезат малку, да прошетаат надвор од градските средини, можеби? Да, ги препорачувам да излезат малку, да се посветат на убавиот живот, на природата, на зеленилото, на нас тука ништо не ни фали, бидејќи сме многу близко до градот Куманово, имаме сите убави коли, имаме убав асфалт, патот е направен, за 10-15 минути ние стизаме во град. Значи ние имаме и градска средина добра, и децата таму ни одат, и ваму си работиме, си имаме чиста природа. Прекрасно е да се живее во нашето село. И убаво е и амбиентот и природата и се. Како и секаде, така и тука, проблеми има, а Чичко Стојчо вели, најголема проблематика е пристапот до обработливото земјиште, односно до имотите, немањето мост за премин преку реката. Мора да поминуваат речиси 10 километри преку Пчиња, па село Вакав, за да стасаат спроти куќите, односно кај фолиите и бавчите. Си некако. Сад нешто земјоделие, да там снавоѓаме се што да правим. Лично вие се занимавате со што? Па ја пензионер сум. Од 2013 година сум у пензију. Занимавам се садимо фолие, зеле, после од зеле садимо пипер, садимо тоа е друго. А што сте работеле? Јас сум работел у фирма Скопска, една ЖАС Скопје, транспортна фирма као гумар.
на Така, одржавање. сега со земјоделие се занимавате од како останавте во пензија? Не, и порано. И порано. време. И порано, ама послабо док се бил у пензију, повечко, а вамо не се имал време. Се бил на Скопје. Колкава количина зелка произведувате, колкава количина пипер, може ли да се издржува едно семејство од земјоделие според? Не. Нема, ако нема плата, нема. Тешко е да се одгледува сето тоа. Што се е потребно за да се запази тој процес од садењето до берењето? Па треба да го насееш дома. Се сее у јануар месец, пред Божик. Па се носи на њиву, се фолија постава, па се сади у њиву, зелето. Па една фолија, рачунај, тон и пол до 2 тона треба да даде на фолија. Зеле даде. За да се произведе, колку пати дневно или пак неделно мора да се одржува зелката? Види, сега не можеме одреко. Треба да се вечер затвори, сабаре треба да се отвори зелето. За да може да дише. Да може да диши. фолијата. Сега ми го оставамо, откако е насадено, отворено е. Колку да улезе животно се забоде, да дише, да има воздух, пошто не можеме одреко. Да идеме реката, не е голема, нема мост на река. Вие живеете во куќите овде, Да. а од таму реката се вашите фолии и земјоделските насади. Да. Колку време ви треба за да стасате до посевот? Ако има мост, за 5 минута сум у њиву, до фолија. Пошто нема мост, морам да идам с коња, да ја завоѓам 3 км до Пчињу, 3 до Вакав, од Вакав па 3 до 6, 9 км треба да изаде с коња. И секој ден ли тоа го правите Не во може период да- кога е потребно? Па мора да идеш ако треба. Еј сега не Сега смеем. кога ќе посадите пипер? Пипера мора да идеш секој ден идеш кој не идеш, да го отвориш. Така. Али па реката на мале, па газим. Поминувате и низ реката, ви помага ли некој од семејството, од помладите, еве синовите, внуците? Види, ја не работам у фолија. Повеќе работи с нами. Синат, Со тоа ли се занимава? не, снаата си, она, да, фолија си сади, она повеќе работи, ја, колку беше малку болница беше и он тешко улазам и при на око операција не смеам да легну у фолија. Син ми, он не е слободен, си да на работа иде. Изумира ли земјоделието? Го одржуваат ли младите генерации? Заинтересирани ли се? Кој се остане у село, што ќе прави? Мора. Мора да го држава, ако нема што ќе јаде. Исклучиво од земјоделие овде мештаните се издржуваат. Да, да, да. Фолија. Кој производ е познат еве од вашето село? Како производ? Па, например, нешто од земјоделието, дали е, например, еве, одгледано во убави услови, па знаат луѓето на пазар кога ќе се пласира да кажат, еве, тоа е одгледано во студена бара, убаво Да, е. да, да, Што да, се да, десува, да, да, дали Шомсо не се прво прашува дека стенобар и обавезно го зимав. Им се допаѓа. А каде ги пласирате овие производи, рековте, со тони зелка произведувате и останат? Со тони зелка ги пласирамо, Каква е доваѓа еден, продажбата? Како била некогаш? види, доваѓа еден, има еден муштерија, албанец е, Значи ви ги откупува. да, доваѓа од Живи Рачино, работи на Квантеш у Скопје. И ако е мала река, со коња беремо, у двор дојде товарамо, меримо. Ако е голема река, со камион ми иде у њиву. Таму измеримо, се плати и се отиде човек. А поднесувате ли барања или земате ли субвенции за ова зелка, еве, снаата, рековте? За зелен не, за земју зијамо сумици. За земјиштето што го обработувате, тоа е Да. државно или ваше лично? Моја земја лично. Лична земја моја, се зијам субвенции. Редовни ли се субвенциите? Ви помагаат ли? Може ли? Редовно, редовно. Сега, колку имаш земја, толку ќе земеш. Може има некој 20 хектара, 30 ќе зема, јас с 2 хектара, толку ќе земам. Редовно ли ви ги исплаќате? Обавезно. Ви Обавезно. помагаат ли за нешто да одржите околу тоа? Па, ѓубре. Значи, со тие 2 хектара, треба сега ѓубре ќе купиш. И за ѓубре поклапаш. Друго нема што, ако не си субвенциите, те може под пензијата да дадеме. Така се иселуваат ли луѓето од селото или остануваат? Сега моментално, уназад с 20 години нема оселени. Тоа е добро, претпоставувам. Да, да, нема Има оселени. ли нови млади генерации кои што остануваат тука да живеат? Па има. Има млади генерации.
Училиштето во село Студена Бара е изградено далечната 1960 година со придонес на местното население. Станува збор за подрачното училиште браќа Миладиновци, кое се наоѓа во лоша состојба. Дотрајани училници вкупно 2 на број, адаптирани за настава од 1 до 5 одделение. Тука учат 10 ученици, а од септември наставата ќе ја следат уште 2 дечиња. Овие деца основното образование од 6 до 9 одделение го продолжуваат во село Пчиња. Жителите се пожалија на условите во кои учат нивните деца. Зградата на училиштето има само еден пристап и тоа изграден од средствата на самите родители. Што правите со другарчињата кога не сте на училиште? Што играте? Играме топка, на игралиште си играме сите. Колку дечиња има? Има ли доволно дечиња и девојчиња и момци? Да, 11 се све укупно. А преку лето кога не сте на училиште, по цел ден си играте? Да, Убаво ли ви е тука во селото? да. Кажи ми како се викаш? Сара Лазаревска. Колку годинки имаш, Сарче? 6. Што најмногу сакаш да играте со другарчињата тука кога сте слободни? Жмурка. А што би сакала да станеш кога ќе пораснеш? Докторка. Насред село се наоѓа црквата посветена на мајката Божја Богородица. Селска слава која се слави во Студена Бара е Свети Атанаси. Во поодамнешните години верниците се собирале на крстот кој се наоѓа високо на црквата, но со текот на годините тоа изумира. Ше 7 години јам не памту крстот кога е поставен и од кога се слави. Почнавме да славиме пред 30 години. Да се слави, да се собира. Како се прославува? Па прослува се иде, собира пари по село, например 100 денара од куќу, па викнамо има кум на крстот, кум си има на собир, па си фаќа свирачи, сурли, музика дојде, па се собира на крст, па се колја курбан, па у салу се доле једе, готви се сала и така е. Се работи. И се вика Свети Атанасија. И имаме плюс еден доле Света Петка. Така, околу Свети Атанаси, зошто токму на Свети Атанаси се собиравте на тој крст? Останало ли тоа како селска слава или нешто? Да, селска слава, сви на едно место славиме. Селска слава славиме. И плюс има селска слава Руса. Среда Руса. И Света Петка на 8 август слави, исто се собира. На крст се собира, исто, како што на светата, исто Света Петка се работи.
На ридот на сред селото се гради манастир посветен на Свети Атанаси со средства од Трајче Гиевски од Куманово по потекло од Студена Бара, кој како верник инвестира во манастирот, кој според претпоставките треба да биде завршен до крајот на 2017 година. Манастир е удавен камен темелник 2001 година. Почна да се гради у инициатива на село. Проекат е на Трајче Гиевски, исто потекнува од овој село. На времето Козје кога беше, проекат е негов, почна да се гради и некое време се стопира. И еве сега од 2015 намо почна да се зада с овој камен некој украсен. Негова инвестиција е овој, негов придонес. Како се снаоѓа, што се снаоѓа, тој си е негово право. А иначе манастирот е на многу прекрасно место, самите видите. Младите го крепат селото, тие не се иселуваат оттука. Девојките неретко се мажат во селото, а иселените планираат повторно да се вратат. Селото не може без град, ниту пак град без селото, а човек не може без човека. Па така, гостопримливите, срдечни, насмејани, вредни домаќини и домаќинки на Студена Бара не угостија со вкусен селски зелник, со здрави еколошки продукти и посака уште една средба наскоро. А ние не останавме равнодушни на сета убавина која овде ја видовме. Топло ви препорачуваме барем еден ден од вашето драгоцено време да го поминете тука во Студена Бара со овие луѓе, а местото плени и ве мами често да се навраќате таму.